Благодарам, председателе, почитувани колеги. Денеска на дневен ред го имаме поставување на директор на Агенцијата за администрација. И јас би почнала, односно би се навратила на еден историјат, бидејќи Македонија како држава во која што има на дневно ниво низа скандали, па не можеме да се сетиме или не сакаме да се сетиме на нештата кои што се случувале пред 6 години, односно на моментите кога што господинот Спасе Глигоров е избран токму во оваа сала. Јасно и прецизно пишува во законот кој треба и кој може да биде директор на Агенцијата за администрација и еден од условите е тој да не биде член на политичка партија. Добро, сакам да ве подсетам, тука ние говоревме дека Спасе Глигоров тогаш, во тогашниот избор, не одговара затоа што е член на извршниот одбор и е политичка фигура која што треба да работи во една институција која што и текако е важна за нашиот, ајде да бидам, да го употребувам современиот речник, европски пат. Зошто го говорам ова? Морам да ве подсетам на флоскулите како дојде ова парламентарно мнозинство на власт, уште на времето со Зоран Заев, ако се сеќавате. Треба да ве подсетуваме очигледно дека ќе имаме реформирана јавна администрација, дека нема да имаме партиска држава и дека ќе има живот за сите оние флоскули се сеќавате, и дека нема да има поставување на партиски кадри. Но тогаш се случи Спасе Глигоров и сега видите толку многу е задоволна оваа власт што повторно го предлага господинот Спасе Глигоров за директор на Агенцијата за администрација. И тоа не би било најголем проблем ако да ве подсетам само дека откако се случи Преспанскиот договор, после неколку дена нас не примија во Европската унија. Зошто? Затоа што ни кажа прво владење на правото, второ огромна корупција и криминал, која што се случувала многу одамна, не верувам дека е од сега, но сега го достигнува врвот, и, внимавајте, трета, но не и последна точка, реформа во јавната администрација. И сега, бидејќи одите на бранот на уставните измени, повторно едни големи држави чекаат да не блокираат, не Бугарија, големи држави кои што гледаат што се случува во Република Македонија. Корупција и криминал, значи мафијата ја има државата, мафијата владее со државата, реформа во јавна администрација која што се нема случено во времето на господинот Спасе Глигоров, тоа е само една алка од целиот синџир, и владење на правото кое што сега, после ова имаме друга точка, која што сега достигна ниво на статистичка грешка 1% доверба во судството, односно во владењето на правото. И јас би сакала да биде ова интерактивност, па да ни каже господинот Спасе Глигоров како, согласно програмата на Социјалдемократскиот сојуз кога доаѓаше на власт и кога велеше дека ќе ја намали администрацијата, 140.000 вработени во јавната администрација, и имам неколку прашања на кои што би сакала да добијам одговор. Дали господинот Спасе Глигоров само иницијативно превземал чекори за привлекување на најдобрите кадри? Бидејќи, ако се сеќавате, има перформанс и шарената револуција, па оставаат чевли пред владата дека најдобрите си заминуваат, а гледаме тоа масовно иселување од државата продолжува, не застанува, напротив. Имаме
случаи каде што најдобрите не влегуваат, туку влегуваат подобните, значи продолжува тој тренд на партизација, а не на меритократија, за која што упорно Европската Унија не предупредува. Гледаме редици на граѓани дали за вадење на извод за една обична работа, администрацијата не е способна тоа да го направи или не сака. Дал предлог до владата за подобрување на одредени законски решенија на кои што се повикува во неговиот извештај. Јас не сум слушнала такво нешто. И условите на работа во администрацијата. Не сум слушнала јавна и гласна реакција на господинот Спасе Глигоров за се почестите тврдења во јавноста дека оние фамозни граѓани кои што земаат плата, а не одат на работа, а ги решивме со законско решение, се уште постојат. Дали вие како директор имате реагирано до владата, па да дадете посебен извештај до собранието, бидејќи собранието е тоа кое што вас ве избира, за да превземеме конкретни чекори како ова рак рана која што и се случува на Република Македонија со години наназад веќе да престане, затоа што квалитетните и добрите си заминуваат или немаат шанса да бидат вработени. Што се случува со дигитализацијата во Република Македонија, односно со администрацијата, за која што многу добро паметам дека ја промовиравте, но од тоа ништо, напротив, гледаме како системи паѓаат, како се грешат податоци на граѓаните. Што се случува со жалбите на административците кои што се жалат? Вие во вашиот извештај кој што го доставувате до собранието, велите дека не можете да направите квалитетна анализа на одредени податоци, затоа што не ви враќаат органите во државата. Тоа е еден, како да ви кажам, тоа е поразителен податок за Агенцијата за администрација, затоа што таа очигледно нема почит од страна на останатите институции, што значи дека сите институции си прават што си сакаат и вие не можете да направите една квалитетна анализа, па да пратите еден извештај во до собранието, ние како пратеници да помогнеме во интервенција во законските решенија како овие појави веќе да бидат спречени, бидејќи знаете што не е уставот проблем во Република Македонија, менјањето на устав, тоа нема да се случи. Владењето на правото, реформите во јавната администрација, корупцијата и криминалот се трите работи за кои што дури и да се случи она невозможното, ке не блокира, ке повторам, внимавајте, не Бугарија, други 3 членки држави кои што не ни дозволија после оној срамен договор од Преспа да влеземе во Европската Унија само заради реформата во јавната администрација, корупцијата и криминалот, за кои што внимавајте, боевте, фарбавте, а после мафијата се здружи со другата мафија и се станаа една фамилија, па си вработуваат и така, и не сум ве слушнала и за непотизмот исто така да зборувате, значи многу голема работа и обврска има на Агенцијата за администрација. Очигледно е дека сте биле подобен за владата на Република Македонија за да повторно ве предложи. Инаку не случајно е 6 години мандатот на директор за агенција, затоа што владата има 4 години, а 6 години овај е мандатот на директорот само за да објективно и конструктивно и меритократски се вработува во јавната администрација. За жал, такво нешто не видовме, иако ветувањата беа огромни пред да дојдете на власт како парламентарно мнозинство, почнувајќи од Заев, завршувајќи до Димитар Ковачевски и Артан Груби, за кои што па немаме до сега па и никаков извештај. Колку вработени има, со
какви познавања, кои позиции, систематизации ние како собрание тука немаме врска. Дали Спасе Глигоров јавно реагирал? Не. Дали Спасе Глигоров кажал за непотизмот во јавноста? Не. Кажавме се што имаме да кажеме и во претходното негово бирање, но за жал ова влада нема слух. Благодарам.